Одржувањето на добрите односи и можноста за воспоставување нова соработка меѓу Соединетите Американски држави и локалната самоуправа беше тема на разговор за време на посетата на американскиот амбасадор во Македонија Пол Волерс во општина Тетово. Локалните власти остануваат посветени на реализација на раздвојни проекти поддржани од програмите на САД, нагласи градоначалничката Теута Арифи. Ми беше големо задоволство денеска да го примам и да имаме разговори со амбасадорот на Соединетите Американски држави, господинот Волерс. Му се заблагодарив за неговото присуство денеска овде. Разговаравме за можноста на соработка со разни програми кои Соединетите Американски држави веќе се присутни во Република Македонија и секако остануваме ангажирани понатаму да развиваме соработка и со градовите во американските држави и нормално да останеме како и што сме биле секогаш интензивни, директни пријатели и партнери со Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави продолжуваат да бидат силен партнер кој ќе ги поддржува предизвиците на општината, изјави амбасадорот Пол Волерс. Тука сме да ја честитаме победата и новата функција на градоначалничката на општина Тетово и да разговараме за предизвиците и плановите што ги има локалната власт. Најтешка работа на еден политичар е да биде градоначалник, затоа што тогаш си најблиску до граѓаните. Градоначалникот секогаш треба да биде тука и да ги слуша нивните проблеми. Тоа е основата на демократијата. Таа навистина започнува од локално ниво. Доколку демократското општество функционира на локално ниво, секако ќе функционира и на централно. Очекувам да видам како ќе ги реализира нејзините планови за подобрување на животот на сите граѓани во општината. А ние сме секогаш тука за да помогнеме со нашите програми за реализација на истите. Како што сме правиле во минатото, така и во иднина ќе бидеме силни партнери на општина Тетово, како што сме и на други општини низ Македонија. По преземањето на градоначалничката функција, Арифи имаше средби и со амбасадорите на Франција, Хрватска и Германија.